Голем број активности се реализираат во детските градинки во општина Карпош. Со секое годишно време, нови активности. Што се случува за време на летниот период, ќе дознаете од прилогот кој следува. Секое годишно време носи нова воспитна програма во градинките во Карпош. Преку целата година децата имаат можност на различни начини, најчесто преку игра, да учат и да се воспитуваат. Летниот период е еден од омилените за најмладите. Тогаш тие повеќето од своето време го минуваат надвор во дворот на градинките, каде играат разни игри, се дружат и се забавуваат. Карпош Визија беше во посета на две градинки, Пролет и Распијана младост. Директорките на овие две детски установи ни раскажаа што најчесто се случува за време на летниот период. Програмата за рано учење и развој, која е базирана врз стандардите за рано учење, значи се реализира и во летните месеци јуни, јули и август. Иако бројката на децата е намалена, но не е драстично намалени се оние дечиња кои што наполниле 6 години, кои што веќе се од септември ќе станат ученици, додека другите дечиња доаѓаат во градинка. Единствено сега малце во август, кога фати овие летните температура, се намалени дечињата, но сепак имаме дечиња во градинка. Планираните активности од страна на воспитувачите, значи се испланирани, евидентирани во дневниците за воспитна образовна работа и се реализираат на отворено. Значи секојдневно се планираат прошетки во блиската околина, ние бидејќи се наоѓаме на подножието на планината водно, значи најполнети со вода. Тиквички, краставици и така децата имаат активности во градината, имаат нивни ликовни активности, физички, така да има еден нормален живот. Сега не со она темпо и со она динамика како кога ние, да речем, учебна година. Сега е летен период, децата се порелаксирани, па повеќе си разговараме нивни впечатоци, како поминале на годишен одмор децата што биле, па децата што очекуваат дека ќе одат, па си прават планови, па им кажуваат на учителките. И на сите нас возрастните, јас знам ќе одам на одмор овој, мама ми купи гума за пливање или мускули и така. Че сепак има една нормална работа, нормално се одвиваат активностите. Освен активностите, за време на летниот период се менува и храната. Децата добиваат полесна храна и повеќе овошје и зеленчук. Исто така и во кујната направивме листа на јадење, кои сепак ги мораме да ги запазиме стандардите и нормативите за исхраната на децата, значи полесна исхрана, како што е на пример повеќе зеленчук, повеќе салата, лесна исхрана, гравчето, леќата и така натака. Градинката Распијана младост летното време го користи и за реновирање на дел од просториите и санитарните чворови. А ние го користиме овој период, летниот, за да си завршиме некоја поголема работа, градежна работа во градинката. Ете конкретно ова лето правевме 3 санитарни чвора за возрастните, бидејќи сите санитарни чвора ни се направени за групите во деца, во занималните со децата, а сега ги правевме за возрастните. Децата уживаат кога се во градинка. Таму тие се дружат, учат и се забавуваат. Нема поубаво нешто од насмеано детско лице, а само такви може да најдете во сите градинки во општина Карпош.